Вчера попладне избиле 2 пожари во Гевгелиско. Едниот близу пречистителната станица во Гевгелија, а другиот во Новоконско. Пожарот кај пречистителната станица според територијалната противпожарна единица Гевгелија, поради јачината на ветрот се проширил се до македонско-грчката граница, а зафатил повеќе земјоделски површини со житни посеви, неколку фолии и штали со добиток. Од страна на противпожарната единица се преземени мерки за локализирање и целосно гаснење на пожарот со помош на механизација од комуналното претпријатие Комуналец Гевгелија, како и неколку земјопоседници кои одгледуваат житни култури. Во гаснењето на пожарот учествувале и пожарникари од Поликастро, бидејќи истиот зафатил и мал дел покрај крајбрежјето на реката Вардар на грчката страна. Денеска представници на територијалната противпожарна единица Гевгелија, Дирекцијата за заштита и спасување, надлежните инспекциски служби и представници од полициската станица Гевгелија извршија увид на местото, констатирајќи дека пожарот предизвикал штета на површина од 30 хектари. Од нив 15 хектари биле обработлива земја жито. Констатирани се материјални штети како изгорена механизација, цела штала со 7 животни и викендичка. Во пожарот настрадало и едно куче. Во истиот период вчера попладне пожар избувна и во Новоконско, покрај патот кон Моин, кој зафатил помала површина со ниско стеблести растенија. Од страна на територијалната противпожарна единица Гевгелија мобилизирана е пожарникарска екипа за гаснење на пожарот. Брзата интервенција на пожарникарите од Гевгелија и покрај силниот ветер спречи пожарот да се прошири и да зафати магацин близу местото каде што испел. Од противпожарната станица Гевгелија апелираат до граѓаните за совесно однесување, особено до земјоделците, да не ги палат старништата и земјоделските отпадоци. Истовремено ги потсетуваат и на делумната забрана за движење во шума и шумско земјиште на целата територија на државата, која ја воведе јавното претпријатие Национални шуми, по претходно добиена согласност од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Забраната важи од 6 часот наутро до 20 часот навечер, а останува во сила до проценката кога ќе биде намален ризикот од појава на шумски пожари, односно до нејзино отповикување.